не е само борба за слобода и правда. Тоа е борба за вистинските вредности, за подобар, достоинствен живот. Тоа е борба за нормална држава во која власта се грижи за своите граѓани, а не за своите джебови, хирови и фрустрации. Кичот на каменот и бронзата, безобразието на жалните врби, корупцијата, криминалот и перењето пари се единица мерка за денешното владење на режимот. Рекордната сиромаштија, невработеноста и мизеријата по која станавме светски шампиони се единица мерка за нашето денешно постоење. Денеска се наоѓаме пред зградата на Министерството која стана символ на целокупното расипништво на овој режим. Синоним за забеганото трошење на народните пари, криминал и корупција. Преку ова министерство се реализираат забеганите желби на Никола Груевски преточени во најголемата пералница на пари наречена Скопје 2014. Односот на власта кон овој проект, наспроти реалните проблеми на граѓаните, е показател на односот на режимот кон својот сопствен народ. Власта денес има помалку пари за училишта, но има за нови коњи, и тоа златни. Сите програми во здравството се скратени. Власта дава помалку пари за лекови, ама повеќе за нови и скапи скулптури. Владата на Груевски нема пари за гасификација, железница, но затоа од парите на граѓаните никнаа 3 жални врби од 250.000 евра и обична ограда на мост за 1.700.000 евра. Тоа не е нормално, тоа е забегано. Власта на големо ги намалува парите во здравството, образованието, парите за загрозените категории на граѓани, стечајците. И толку е безобразна што се правда со светска економска криза, а без усу аздиса во трошењето на уште поголеми народни пари за забеганиот проект Скопје 2014. Никој досега толку безмилосно го нема крадено и лажено овој народ, како што тоа го прави Никола Груевски. Па не може да се кратат 10 милиони евра за здравството, а во исто време да се трошат речиси 20 милиони евра за споменици. За воин без конј 5,5 милиони. За 3 фонтани 5 милиони евра. За етно село 4 милиони евра. За златни коњи и Прометеј во Пелени по 2,4 милиони евра. Не може долговите за здравството месечно да растат во просек за 1,5 милиони евра и да изнесуваат 30 милиони евра, а расипнички да се даваат пари за камен и бронза. Ние, граѓаните, добро се сеќаваме на хорор сликите од Прилепската болница кои ја чинеа живот една родилка и незиното бебе. Ама ниту овој случај не ја освести оваа власт и по 2 години потоа гледавме исти такви хорор слики во болницата во Штип. Цело здравство го заглавија, ама за златни коњи и пелени за Прометеј пари мора да има. Режимот на Груевски е безмилосен, затоа што лудачки троши пари за Скопје 2014 во време кога Македонија ја прогласуваат за најмизерна земја во светот.
Или за крај, да го парафразирам Вест, додека народот тоне во сиромаштија, Канчевска носи Прада.